Сите дојдоа овдека да ни честитаат затоа што направивме нешто што може слободно да се нарече политичко чудо. На Балканот конечно една држава почна да се однесува европски и да продуцира добри вести. Со тие договори ние директно придонесовме не само за нашата безбедност и стабилност, туку придонесовме и за регионалната безбедност. Денеска не е случајно што Заев е предложен од поранешни нобеловци за највисоката награда за мир, затоа што светот тоа го препознава како изворедно достигнување. Од пред независноста и во поранешна Југославија, овде секогаш стандардот на живење не беше на европско ниво. И денеска ние го имаме тој проблем. Меѓутоа, единствениот начин да ги поправиме состојбите во економијата се да станеме дел од обединета Европа и дел од заедничкиот европски пазар. Почитувани, не постои ни една држава во Европа, ни една, која успеала да се развие само со сопствените ресурси. Секогаш тоа морало да биде подпомогнато и од другите држави, и од поширокиот континент, од таа меѓународна организација во која се најголемите демократии, најдобрите економии и највисокиот степен на почитување на човековите права. Нашите деца кога одат надвор да студираат, одат на тие универзитети. Нашите луѓе кои бараат шанса за живот и повисок стандард и примања, одат во тие држави. Нема друга алтернатива која нуди побрз пат до Европа и до развиениот свет. Верувам во Штип, верувам во нашиот народ, во целата земја, знам дека ќе направиме добар резултат, но ве молам да останеме апсолутно мобилни, политички мобилизирани до 5 мај и да чуеме прво од Штип, од овде, убави вести за тоа дека Македонија повторно ја избрала најдобрата опција за себе си и за нас. Да се живи и здрави, се гледаме во вториот круг секако и се гледаме на прославата која ќе видиме кај ќе ја направиме, али на 5 вечерта ќе биде на некое место кое собира стотици илјади луѓе. Следете ги бројките. Стартуваме од просечна плата 25.000 денари, следете следните 10 месеци. Ќе ја видите платата просечна во државата како расте експоненцијално и ќе биде за пример. Ќе одржиме економска лекција затоа што се е подготвено во нашата земја. Зависи од нас, од граѓаните, од владата, од парламентот, од општините. Летото ќе направиме уште едно покачување на минималната плата. Железни опинци ќе обуеме. 16.000 ќе ја стигнеме минималната плата. Просечната плата. Денеска просечната плата е 25.000 денари. 8,1% е зголемена само за последната година. Ке стигнеме 30.000 денари, па последно, ако сака, нека е просечна плата во земјата наша. Пензиите се за 3,5% покачени во полза на декември претходната година со овој последниот декември. Почнува да растат и пензиите ќе растат со уште поголемо темпо. Невработеноста сега е веќе 19,4%. Пред 22 месеци беше 27% во државата. Само од 2018 година имаме 26.600 нови работни места отворено. Може сам да си ги гледа рекламите Мицковски колку сака. Работите во нашата земја тргнаа. Бројките нижат нови рекорди. Има иднина. Ќе одржиме економска лекција и ќе биде горд овој народ. Затоа што повеќе немаме пречки од надвор. Имаме пријатели, имаме инвеститори и домашни и странски. И конечно ќе имаме достоинствен економски стандард и во Штип, и во цела Македонија.